Безалкохолните, газирани пијалоци, флашираната вода и пивото од утре со гарантирана цена пониска за 10%, најави денеска на пресконференција премиерот Димитар Ковачевски. Освен тоа, 30% намалена цена ќе има и кај овошјето и зеленчукот, со највисока трговска маржа од 10 на големо и 15% на мало. Со денешната одлука на владата, на листата со гарантирана цена влегуваат и безалкохолните пијалаци, газираните и негазираната вода и пивото. Донесовме и нова одлука за намалување на маржата кај овошјето и зеленчукот, со што дополнително ќе се намалат цените во износ до 30% за овие производи. Кон мерката гарантирана цена како општествено одговорни компании, само иницијативно се приклучија производителите на безалкохолни пијалаци и вода, и ова е за поздравување, бидејќи единствено со заедничко дејствување можеме сите заедно да придонесеме за економска стабилност во државата и пред се, она што е најважно, да ги заштитиме граѓани. Ковачевски најави стабилизирање на инфлацијата до крајот на годината. Со септемвриските покачувања од 10% на платите, очекува двоцифрената инфлација да падне на 8%, а храната да падне до 5%. Јас сум убеден дека со гарантираната цена на производите, како и останатите мерки кои ги носиме од социјален карактер, ќе успееме да ја стабилизираме инфлацијата до крајот на годината. Тоа веќе се покажа со зголемувањето на платите во јули годинава, кога беше надминато зголемувањето на инфлацијата. Со септемвриските покачувања за 10% на платите, како и линеарното зголемување на пензиите согласно со методологијата која што беше утврдена во текот на изминатиот период, очекуваме двоцифрената инфлација да падне на 8%, а кај храната да биде до 5%. До сега, списокот со гарантирана цена, односно со намалена цена од 10 до 40%, се за над 50 различни прехранбени, но и производи за лична хигиена.